Ние мораме да ги држиме нашите позиции. Бидејќи ВМРО-ДПМН е политичка партија која што е партија од народот, односно е народна партија и мора да ги штити интересите на народот. Во случајот македонскиот народ е жестоко нападнат од асимилаторските потреби од страна на нашиот источен сосед, односно да бидам попрецизен, од една земја членка на Европската унија, тоа е соседна Бугарија. И ние сме партија за македонско национално единство и не смееме да избегаме од тоа. Тоа што јас го гледам на отворена сцена овие денови е обидот на власта директно преку самата власт, но и незините инсталации во опозицијата да го нападне ВМРО-ДПМН. И јас морам да искористам оваа прилика од овдека дупатам една порака дека тоа се јалови и напади кои што нема да имаат успех, бидејќи позади ВМРО-ДПМН е народот, бидејќи народот препозна честна борба во ВМРО-ДПМН. Јас ги препознав тие инсталации и народот ги препозна тие инсталации и затоа тие инсталации се поразени и повторно ќе бидат поразени, а истите тие сега сакаат да фатат приклучок со ВМРО-ДПМН, вршејќи ваков притисок, уцинувајќи мислејќи дека утре кога ќе има ВМРО-ДПМН владата мнозинство, повторно тие ќе уживаат некакви привилегии, бенефити на грбот на народот и на грбот на граѓани. Тоа е ново ВМРО-ДПМН, реформирано, реструктурирано ВМРО-ДПМН и нема да биде заложник политиката на ВМРО-ДПМН на овие инсталации, или јас како што ги нарекувам полусвет, се додека сум јас председател. Или ВМРО-ДПМН ќе биде партија која што ќе има три основни карактерни особини, а тоа е чест, работа и напредок, или ќе биде партија која што ќе се враќа во минатото, каде што ќе има сомнежи за сторен криминал, сомнежи каде што ќе го враќаат ВМРО-ДПМН назад, и тоа се ќе биде поради овие инсталации и поради тој полусвет кој што сака да креира политики во ВМРО-ДПМН. Не, ВМРО-ДПМН е современа европска партија која што е ориентирана кон народот, кон гласачите, и гласачите се тие кои што кажуваат дали некој треба да се отрезни или некој се уште е пијан. Гласачите и народот е тој кој што кажува дали се поминати црвените линии или не се поминати црвените линии. Овој пат да, морам да признам дека во нешто се сложувам со господин Вархи, иако го разбирам. Неговата цел не е да сочувствува со нас, неговата цел е да се ги заврши работите. А наша цел е да ги одбраниме од асимилација на тие работи. И затоа сакам да кажам дека ВМРО-ДПМН ќе продолжи и понатаму да го штити македонскиот идентитет, бидејќи единствената црвена линија која што е помината е линијата на достоинството, односно помината е линијата на достоинството. И нема цена. Понатаму веќе нема цена. Нема веќе политика, нема веќе политичка кариера. Сега е моментот кога треба да се биде или не.